Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Пивофест во Прилеп од 18 до 20 јули ќе биде зачинет со хумор и забава. Премиерот Христијан Мицкоски синоќа на трибина пред граѓаните на Прилеп порача дека државата конечно излегува од кризата и дека сега може да се зборува за економски напредок. Општинската организација на СДСМ денеска одржа пресконференција по повод синоќешната трибина на премиерот Христијан Мицкоски. Сортата Прилеп 669 е клучен фактор во македонското тутунопроизводство. Исчезна 52 годишен прилепчанец, семејството бара помош. Од 1 јули летен времен режим за движење на товарни возила при екстремно високи температури. Времето денеска сончево и многу топло со температура 40 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Прилеп кон средината на идниот месец повторно ќе пулсира во ритмот на музиката, добрата енергија и долгата фестивалска традиција во рамките на Пивофестивалот 2025, кој што ќе се одржи од 18 до 20 јули. Водител на вечерта е познатиот комичар Бојан Велевски. Денес на пресконференција беа пренесени информациите за организирање на годинашното издание на Пивофестивалот во Прилеп. Во име на општина Прилеп, како традиционален поддржувач и домајчин на еден од најпознатите
фестивали во регионот, ми представува особено чест да го најавиме пиво фестивалот 2025 година, која оваа година ќе се одржи од 18 до 20 јули, петок, сабота и недела. Овој јулски викенд, првиот викенд после Петровден, традиционално ќе го означиме со една голема летна прослава, токму во време кога Прилеп живее интензивно, исполнете со богата културна програма, бројни летни настани, кои привлекуваат посетители како од Република Македонија, така и од странство. На 18 го имаме Кристијан Демјански и Escape Band во 19 часот. Во 20:30 Наташа Малинкова, во 22 часот се заграва атмосферата со Антонија Гиговска и потоа ги имаме вашите комши од Битола, камерен оркестар, заедно со Наде Талевска, Ристо Самарџиев и Андријана Јаневска. Значи, мислам дека имаме едно убаво отварање и загревање за атмосферата што следи. Веќе вториот ден имаме една од двете големи балкански звезди. Значи, на 19 Јана ова е Мрческа или Мирческа? Мрческа, се извинувам, добро. Јана Мрческа во 19 часот. Потоа група Калабалак во 20:30, Дамјан Стојановски, тоа не е кошаркарот, пејаче, во 22 часот. И потоа го имаме во 23:30 Харис Џиновиќ. Да, значи тоа ќе биде, тоа јас од душа го чекам вака, искрено да ви кажам. На 20 на затварањето во 19 часот Екстра бенд, во 20:30 Модерато бенд, потоа нешто за помладата генерација, значи во 22 часот го имаме Тајзи и во 23:30 Никола Роквич. Синоќа на трибина пред граѓаните на Прилеп говореше премиерот Христијан Мицкоски, кој порача дека државата конечно излегува од кризата и дека сега може да се зборува за економски напредок. Од одземена и обезличена Македонија до Македонија која е повторно ваша и кажува што сака и за што се бори. И затоа велиме дека времето на Македонија доправа доаѓа. Драги пријатели, денес темата на денешната трибина е економија и дигитализација и овде слушнавте, направивме многу за една година и покрај тешките услови во кои работевме. Обезбедивме над 500 милиони евра поддршка за компаниите, за реализација на инвестиции и за поддршка на општините за реализација на капитални проекти за подобрување на животот на граѓаните. Тоа кое што го зборувавме во опозицијата, тоа го работиме и кога ја превземавме владата. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вчерашната трибина на премиерот Христијан Мицкоски пред прилепчани ја нарече трагикомедија без преседан. На пресконференцијата Петра Лукаровска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија рече: Во режија на ВМРО ДПМН, во градот на театарот Прилеп, синоќа се одигра срамна партиска представа, каква не паметат ниту најдоследните хроничари на политичките збиднувања во градот. Трагикомедија без преседан. Христијан Мицкоски, премиерот чија влада за само една година ги задолжи граѓаните на Македонија за фрапантни 7 милиарди евра, синоќа зборуваше за економски раст. Истиот тој Мицкоски бесрамно лажеше за виртуелниот раст на платите на работниците, додека во исто време Генералниот директорат на Европската комисија Евростат укажува на драматичен пат на животниот стандард и на висината на работничките плати. Не во некоја друга земја, туку овде, кај нас во Македонија. Мицкоски не собра храброст да проговори за корупцијата во владините институции како главна причина за кочанската трагедија, за енормното финансиско задолжување на неродените генерации македонци, за дивеењето во дивото градење и мафијашките пресметки во главниот град. Сортата Прилеп 669 е клучен фактор во македонското тутунопроизводство. Синоќа во градската библиотека Борка Талевски во Прилеп, пред прилепската научна јавност и граѓаните, беа представени двете научни дела на еминентниот универзитетски професор и научник, професор доктор Гордана Мицеска и професор доктор Мирослав Димитриевски. Станува збор за две
кои авторски изданија на професорите. Физиологија на развиток на растенијата со културата на ткива и сортата Прилеп 669 клучен фактор во развојот на македонското современо тутунопроизводство. Особено е важен податокот дека тутунската сорта Прилеп 669, чии автори се токму Мицевска и Димитриевски, е најексплоатираната сорта на ситно лисен ориентален тутун во Македонија, за кој се заинтересирани и ја користат земјите од Балканот. Колку е економско значајно продукцијата на тип Прилеп 669 говори податокот што 3,8 од бруто домашниот производ отпаѓа токму на неговите квалитетни својства, пред се заради фактот што 98% од вкупното производство на ориентален тутун во Македонија е токму овој тип генериран и прилагоден од страна на двајцата научници професор доктор Мирослав Димитриевски и професор доктор Гордана Мицевска. Исчезна 52 годишен прилепчанец, семејството бара помош. Исчезнат е Коле Петрески, 52 годишен прилепчанец. Последен пат е виден на 25 јуни во 8 часот. Семејството и најблиските бараат помош. Секој кој има некаква информација, потребно е да контактира на телефонскиот број 072 302 748. Од 1 јули ќе се воведе летен времен режим за движење на товарни возила при екстремно високи температури. Од 1 јули до 31 август на државните патишта во Македонија се воведува летен времен режим на сообраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури, соопшти Автомотосојузот на Македонија. Термините за забрана за движење се петок од 17 до 22 часот, сабота од 9 до 18 часот и недела од 9 до 22 часот. Временска прогноза. Времето денеска сончево и многу топло, со температура до 40 степени Целзиусови. Минималната температура во Прилеп изнесуваше 15 степени Целзиусови. Во петок, метеоролозите предвидуваат дека ќе се задржи многу топло време. Дневната температура на секаде ќе биде над 30 степени, а наместо се очекува да надмине и до 40 степен. Вредноста на УВ индексот ќе биде 9. Во деновите од викендот ќе дува умерен до засилен северен ветар, а дневната температура ќе опадне за 5 до 7 степени во споредба со утрешните температури. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.